Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Ивица, велики петок. Да, а ние работиме. Ние работиме, но за да ги освежиме сите оние кои седат денеска дома, им посакаме среќен празник. На најстроги пости, пази. Во најстроги пости. И утре и задутре ќе ви постираме по една снимена емисија на YouTube. Нема да одиме во живо. За низ великденските празници да ве оставиме во домашна атмосфера, да уживате во нашите политички анализи, додека нели со семејството правите пауза од додека одите од кај мајката до кај свекрвата, од едно до друго место, значи може да не слушате и нас. Ово утро наш гостин е Сотир Костов, политички аналитичар, татко, свекор, дедо. Сите функции, значи. Сите функции ги има. Сопруг. Не венчан, ама сопруг. Повеќе кратен. Отварање. Првиот ни закудар го добивме. Ова е отварање. Добро. Ќе му вратиме на детето. Да. Сотир, како ќе ги поминеш великденските празници? Со семејството и секој пат дома. Најголемиот празник со Божиче ова. Деца мои, нека ви е честит празникот, да сте ми живи и здрави, а нека ни е вековит празникот и на сите македонци во Македонија и надвор од Македонија го честитам празникот и се надевам подобри времиња за Македонија. Ние ве одлучивме што ќе правиме. Само да докажам. Сотир може ли владика да види Да, може. глас, која фонија? Само што не сум дисциплиниран по тие каноните, нич не ме бива. Па добро се, не би бил прв владика. Ево, бајле кафе се не би бил напи исклучок. и работи. Инаку од мојот покоен татко, Бог да го прости, едно разбор и го применува. Пред Божик, за Божик, по Божик, дома, ама тоа не важи само за Божик, тоа за сите големи празници. Јас дома ќе бидам. Значи овој Божик ќе си седите не, дома. Не, овој Великден. Овој Великден ќе си седите дома и ќе си гледате реклами. Не. На телевизија. Ќе си кршиме јајца, ќе си јадеме јајца со кровице. И по некој рекламче, бидејќи имаме изборна кампања, председателска и парламентарни избори. Море деца, а бенери нешто се кладевме и не шпионирал еден од кандидатите председателски и на својот против кандидат вика, ај се кладиме. Сеќавате вие пред 3 месеца. Па кој колку пратеници ќе освои? Колку се сеќавам, друже Злате. Вие бевте на котата 1-2, ја ви дадов 3 за 2 партии. Ама добро, тоа не е битно. Да ги чекаме изборите за завршат. Боцевски въпрос. Злате, морам нешто да се жалам од Боцевски. Морам да го пофалам. Ајде да го пофалам. Не прожали се. Мочитов синоќ е Не, он е мој фаворит, он е мој, како да ти кажам, јас сум, не сум званичен негов ментор, ама еве човек кој во таа негова кумена дипломатија сум влюбеник. Се моли за Ја читам синоќа неговата колумна во денешниот вестник и морам да ти кажам, детево не е само за дипломатија, ќе ми го земе лебот, добар аналитичар. Впрочем и ти ги правиш тие работи, тебе те пофалив пред некоја емисија и ги пишува сите вододелници во политичката историја на Македонија, па види чудо некој ги погаѓа. Јас сум го инспирирал тука. Слаба карика му е 2001-2002 војната и територијалната поделба, ама очигледно дал повеќе, како се вика, нагласка на оние пресвртниците што беа и ми се бенди се тој негов политички трактат, есеј или колумна и окей. Морам да се жалам од него да преземеш некои мерки дисциплински, го замолив за една работа, не ми ја заврши, ама јавно не ја кажувам работа, јас и он ќе си кажеме, не ми ја заврши и некоја дисциплинска мерка да му примени. Ќе разговараме, просто да ги видиме фактите на сите. А сега, ајде да одиме сериозно, пошто треба на пазар да одам и да пазарувам за Великден. Ајде, пред пазарот. Повели. Јагне ке купуваш? Да, малку има пари за јагне. Ќе одам на зелено пазарче зеленило да купам, салатче од морковче, од брокулче, од зелче, од путерка марула и така натаму, и
ке има нешто Билјанче ќе припреме Башко, кифличките се веќе на пат. Следниот пат кифли ќе ви донесам кога ќе завршат изборите. Кифли ќе ви донесам и од незините тортици и така. Тоа ќе го направиме. Ако има за килце две јагне, што Јајцата добро. готови се дома, така вапцаните уште вчера. Вчера беше у 4 сабајлета. Добро, Кршење. Сотир, ајде сега прашање. Кога сме више кај пазарувањето, зошто нема политички пазар и никој од останатите опозицијски партии до овој момент јавно ја нема поддржано Гордана Силјановска Давкова? Тоа е стварно тешко прашање. А ама ја не сум сигурен дека нема никаков политички пазар. Причина што сега ќе бидам многу сериозен. Ја направив една математика која е екзактна, точна, прецизна математички, дека за прв пат во историјата ќе смогнеме снаги ние македонците сами да избереме председател без никој да не уценува. Бранот за кој изборев во минатите емисии е нешто поголемо од она што ја очекувам. А изборниот бран е бран кој те води кон избирачите ако добро сурфаш или те одбива од нив. Во случајов ги ја заменувам обалата кон која треба да дојдеш, ги ставам избирачите. Ова е моја метафора кој сам си ја градам и имајќи во предвид дека разликата е многу голема, а теоретски достижлива, ама практично недостижлива, гледате што се случува на овие избориве, али дечки, гледајте ги вие соочувањата. Класичен нокаут. Јас мислам треба да се преземе нешто против Мицковски Гордана Силјановска. Мицковски на лидерска средба го нокаутираше Али, па Ковачевски, а Гордана сега го нокаутираше. Ќе се вратиме на дуелите. Ајде да се вратиме, кај ќе одиме сега. Многу озбилна работа. Да. Сега ќе ви кажам. Да. Вчера ние анализиравме. Добро. Правевме, имаме еден текст под наслов Ванковска удри по Силјановска Давкова. Дали левица ќе го поддржи Пендаровски? Сега викам, во последните 48 часа председателскиот кандидат на левица Билјана Ванковска има 13 објави против Гордана Силјановска, ни ниту една против Стево Пендаровски. Од тука легитимно се отвара прашањето дали левица во вториот круг го поддржува, нели, Пендаровски. И извадивме сите тука едни фактографи. Сега оваа политичка партија ќе настапува сега во вториот круг, се представува себе си како опозицијска, но не го поддржува истиот кандидат кој пред 4 години во 2019 година, пред 5 години се извинувам, го поддржа во вториот круг. Ја ви тврдам и сега ќе биде поддржан, ама вака ниту почитуваната Ванковска, ги знаете мојот однос и чувства кон незе на највисоко позитивно ниво, ниту овој пат лидерот на левица може да ги контролира гласовите, се покажа во првиот круг на председателски избори. Очекуваат дупло повеќе, добијат дупло помалку. Сега ќе има повеќе. Анкетите покажаа дека они не успеа да коригираат фактот дека мнозинството, да речеме, нивното гласачко тело се подели пола-пола, полото дека Силјановска. Не се пола-пола. Анкетите рекоа вака. Добро, Златан. Анкетите велеа вака. 45% Ванковска, 45% Силјановска, 10% не се определени. Значи така испадна. Кај ќе видиме се. Од анкетите знаете кои сме подобри само? Кој? Почитуваниот Мицковски и јас. Знам, јас зборувам од декември, јануари, февруари, знам почна да се зборува во март и јас сега им оставам на тие политички астролози, другите кои се бават со изборен хороскоп и пијат кафе и гледат да се бават со знам. Моето бавење со знам заврши. Јас го погодив знам како големо, пријатно, изборно изненадување. Му честитам на Максимо во не, ќе се вратиме на Максимо, не тема за себе. Објасните ми, по себе? Што значи зошто еве според вас? Еве како? Не ја поддржуваат Силјановска. Бидејќи работата ја заврши Али Ахмети, а имаме нови феномени во изборното право, во изборните кампањи. Ќе морам во следната книга да ги вклучам. Имаме на највисоко ниво учаказација на изборната кампања. Учека. Тој слоган ги обединува сите македонци, ничим изазван и не се пита левица. Значи, верувајте ми, не се питува знам. Се питуваат македонците кои во големо мнозинство од 363.000 и дадоа глас на зошто овие според вас не ја поддржуваат се?
За да може досаден. Вие да ја кажам. Ама е сега анализираме. Има политичко слепило, го викам тоа, кај дел од раководството на левица, има малку женска суета, тоа знаете на кој алудирам во односите меѓу двете дами, и пазете, на еден начин тоа, кажаме нормално, ама ќе го ставам во наводници. Се работи за освојување на политичка власт. Тогаш се вклучуваат страстите. Тогаш почнуваме некој пати да не личиме на себе, не Бог знае какви изобличувања као Али Ахмети да добиваме, ама едноставно сакаме ние да сме победниците. За жал има само еден победник. И ја денеска користам прилика мојата номенклатура на изборите да ја дадам. Еден е апсолутен победник и не може да биде друг, а тоа е почитувана Гордана Силјановска-Давкова со ВМРО ДПМН, членовите и симпатизерите на таа партија. Сите останати, само со исклучок на Пендаровски, сега ќе се изненадите, кој сепак влезе во втор круг, не успеја да победат или да бидат победници во председателската трка. Ама се родија феномени. Едниот го кажав, ми велите ќе збориме после, во позитива тоа е знам, другиот не така добра позитива тоа е левица, третиот црната листа го изеде, Османи нарцизмот го поништи, од причина што рече дека е председател на половина свет и дека е тој единствен, не, најдобар и единствен. Не победи и тој не отиде во втор круг. Тоа е пораз, тоа е пораз. Ти мислиш дека само поради црната листа Стефчо Екимовски освои толку малку? Па најмногу. А иначе и ради коалицијата, нека ми простите, Стефче ќе пиеме еден скоро кафе, да се видиме, ние од комунизмот се знаеме, а кај му се гласовите на Самка? Му ги нема гласовите на Интегра. Ги нема гласовите. Значи, луѓето го прецепират како градоначалник. Сега е лесно да го напаѓаме Стефче. Јас сум опериран од тие работи. Второ, нападот безобразен кон ВМРО ДПМН го кошташе толку гласови. Не можеш ти пред да си опозиција на опозицијата. Не заборавиме, Стефче е најдолго во политиката од сите овие политички актери. Стефче е успешна фигура сам за себе, градоначалник, министер, ама еве овој пат нагазна ќе го употребам неговиот збор на трула даска. Тој како вели, ја не газам на трула даска. Овој пат нагазна на трула даска. Имаше несреќа со таа црна листа и му се случи тоа што му се случи. Јас си кажав, мислам дека не разбрав мотивацијата за председателската кандидатура на Екимовски. Тоа беше. Не разбрав зошто влегува во трката, што му требаше. Сакате да ви направам споредба со Максим? Се жртвуваше Максим. Бидејќи има нова партија, не знае колку вреди. Не знае дали ќе испадне добро. Он се жртвуваше на еден начин, повлече, сега знам ќе освои повеќе гласови од Максим, и тоа нема да е знак дека знам вреди повеќе од Максим, како што вие помладите аналитичари сакате некој пат да степенувате. Не, тој беше... Јас мислам дека знам нема да освои повеќе гласови од Максим. Сметам дека знам ќе има... Знаете што се случува во Битола, Прилип и Охрид? Масовно членовите на СДС споменуваат во знам. Ако не сте приметиле, отидете да се распрашате. Ќе видиме, и ја мислам дека знам ќе има околу резултатот на Максим, не многу повеќе, не многу помалце. Добро. Она што исто така во овој момент, тоа е некој моје предвидување, се можеби грешам. Добро. Јас мислам дека и политичката партија, исто како и кандидатот, ќе останат во делот под 100.000 гласови. Да се разбереме. А малку е тоа? Види се, не викам дали е малку, дали е многу, се зборуваме за бројки. Да, ама као да се обидуваш да ги релативизираш. Не ги релативизирам. Повеќе од ЛДП, се одма историја ќе ти кажам. Тие 80.000... Само помалку од мојата бивша партија е единствена на Циле, а повеќе од сите други трети партии. ЛДП, НСДП, ВМРО, НП и оние помалите да не ги бројам. Не, веќе има поише од веќе има поише од сите, тоа не го некирам. Но, значи, него... Тој е нагорен раст, Златев. Ке видиме, може да биде, пошто на анкетите, ако се сеќаваш, Ивица Максим Димитриевски имаше повисок рейтинг од знам. Факт. Ма тоа се менува. Ама добро, еве и да се смени,
Па токму Сега затоа. Знаете ли кој е кривецот? Нема за тоа. Злате вам, знаеш ли кој е кривецот? Он е кривецот. Он влезе во трката за да ги он влезе во трката да ги пренесе во Почитуваниот лајко кој го почитувам, го промаши знам. Она вечер го слушам таму ми кажува све погодил. Не е тачно. Знам го немаше, под радарот беше. Сега е лесно да се фалат со знам. Сотир Костов збореше за знам и никој друг и вие во лидер. Јас да ви го кажам. Ние зборевме. Во 6 емисии ние го зборевме. Да. А сега сите се трторат, нека ми простат слушателите и гледачите. Од друга страна, она што јас го предвидувам како тенденција. Че види се, во јануар годинава, Да? Левица имаше во джеб 8 до 10 пратеници. Да? 8 до 10 пратеници. Лошата политика на таа политичка партија на незиниот лидер пред се. Прво со расколот. Потоа со реториката која од почетокот на годинава па нааму е крајно антиопозицијски настроена. Тој успева да паѓа трето со изборот на лош кандидат. Работата е дека сега сите велат, ама знаете пред избори веле анкетите дека нели има понизок рейтинг од Левица госпоѓата Ванковска. Да, но поштетата која ја нанесе во првиот круг и перцепцијата, чекаме, вие немате шанса да победите, немате шанса, едва и може ќе направите стратегичка група, извини. Океј. Мислам дека сега, како што ќе има нагорна тенденција кај Максим, тоа ти што збориш, одат убител у Охрид кај нив, тоа има надолна тенденција. Напротив, ќе има нагорна тенденција, живи биле видели, нема да бидам пендаровски два пати речем ајде да се кладиме, а има една друга закономерност овде. Кога видоа како погрешија во првиот круг, они веќе се коригирани од центар, од мојата канцеларија во Безвестерн, 22 години што ја користам, пијам кафе и чај таму и со моите прекрсни соговорници таму разговарам 22 години, до дома кога си одам пешки, поминувам точно 3 штаба на знам, на Левица, разговарам со сите, бидејќи имат прекрасна улична кампања и си ја увиделе, ми кажуваат ја увиделе грешката што ја направиле во првиот круг. Веќе се коригира. Ќе одадам нешто што не е моја својственост. Тоа е единствен лидер, почитуваниот Апасиев, со кого не можам да стапам во контакт, сакав да му понудам и не му прашалник пруст и со него да започнам као најмлад и да речам најперспективен до сега лидер и потоа со сите лидери да поминам, само него не можам да го добијам. Секој пат или не ми одговара, или не ми дига телефон, кога барав една за емисија ми вика, сутре презафатен сум, ке ти се јавам, никад не ми се јави, човекот има проблеми на комуникација. Значи, има проблеми на двонасочна комуникација. Затоа му се случи тоа. Околе него има млади луѓе. Ке видите, знам ке... Ама бе, шо е работа? Лидер ке остави повеќе гласови. Левица мислиш, лидер кажа. Левица на лабуквата. Добро, ние сме така ударна тупаница на Левица, така со исто. Од каде бе вие ударна тупаница? Така со исто. Ама едно да не заборавиме. Малку да не залутуваме. Апсолутен победник на овие избори се два политичка субјекта. Едниот е поединец, почитуваната дама Билјана Цилјановска Давкова и ВМРО ДПМН коалицијата и може би треба Гордана, да. И па добро малку се жестивме главите, никој пат не доручкува. Да не споивте од две ликови еден Билјана Цилјановска Давкова. И мислам треба малку да им посветиме внимание нив повеќе. Да, од причина што ќе им треба ветер во грб, ќе им треба сега да покажат, а мислам покажува до голема мера, а она што не го покажа во вториот круг 2019 година, на дело да покажат што е стратегија. Ајде се обложиме. А знаете ли што е стратегија? 3 збора. Да, знаеш како. Ајде кладба може ли? Ајде, Стело Пендаровски. Ајде да се кладиме дека Левица нема да има пратеничка група. Кладено. Вие мислите дека ќе има? Кладено. Добро. Ама не си ја заборави претходната. Добро беше. Тука си близко си. Ти рече 2, ја ти дадов уш 1, 3 или се го заборави? Ја исто се кладевме колку ќе има пратеници на втората. Ја мислам како сутри дека имаат. Не бе добро се, не е битно кој што мисли. Еве втора обклада му фаќам. Се сеќаваш што нудеше замени на Билјана во Охрид апартмани и одмор? Да. Па што се кладевме? За знам и за Левица.
Да. Ја кажува бројки поголеми, ти помали, ја дури ти ги зголеми твоите бројки. Ама јас не сакам денес тоа да го разговараме, кога ќе завршат избори. Се може. Разговараме тук, ќе си извадиме снимки со комплет, ќе си ги пуштиме. Види, си извадиме снимки. Имаше некој ми зборува мене дека во првиот круг на председателските избори Ванковска ќе имало 80.000 гласа, ја им викав. Јас сигурно не сум бил тоа. Не беше. Јас сигурно не сум бил. Бидејќи јас со бројки не лицитирам додека не се уверам. А јас се уверувам кога ќе го видам. Ја ви гарантирам сега дека Левица ќе биде под 50.000 гласа. Добро. Над 50. Под 50. Добро. Под 50. И као пратеници, као бројка. А јас сум ти кажал како те почитувам тебе, ти си свежата крв во аналитиката. Те гледам една... Леле, и за Боцевски морам нешто да кажа. Те гледав таму кај што гостувате во оној сега правиот агол, или како да го наречем, засви ако можеш. И мене ми изненади ти со една твоја елаборација. Седи му прав агол, ја мртов агол. Така. Не си мртов, не. А Боцевски, може ли ще прашам незајадливо? Ајде. Она вечер кога се собравте 4 мускетари. Што сакавте да постигнете? Да не идеш далеко. Преглед. Држ, не дај. Топло ладно. Те молам. Чекај, те молам. Топло ладно. Оптимистички, песимистички. Да бројам уште. Ти не дека си присутен тука. Да. Доби пројодна оценка, знаеш зашто? Зашто? Иначе знаеш секој пат сум ти давал високи оценки. Да. Само ли тоа што имаше оптимистички. Мора да одиме со пауза за реклами. Значи, си извинувам што сум ваков парти брейкер, ама од сад време емисија, тоа е тоа. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, почитувани слушатели. Нека треба да уклучиме микрофони за време на рекламите, да слушате што се збори тука, какво оговарање има. Добро, се не беше до толку ги правиме. Сотир, дали ВМРО може да очекува дека сега првичниот резултат на Силјановска му даде буст, односно и дека ВМРО ќе освои повеќе од очекуваното поради големата победа на Силјановска? Да. Категорично беше. Да, тоа е сосема за очекување и ја без лицемерие ќе кажам, овој успех не е само на ВМРО ДПМН, овој успех и на господјата Гордана Силјанов-Давкова, затоа што таа покажа личност, таа покажа карактер. Не би сакал денес многу да ја фалам, за да не ја малерисувам, ама да, јас сум малку и так, си верувам во некои работи. Ете, суеверие тоа некое, ама позитивно. Таа 4 години во највисокиот храм на демократија во Македонија се покажа дека е, ајде да не речам најдобар, еден од најдобрите пратеници, застапници на народот, на граѓаните, кога требаше, пазете, ова прво го кажа, кога требаше му се спротивставуваше и на ВМРО ДПМН, кога требаше во неголема мера ги поддржуваше ставовите на ВМРО ДПМН, што е исклучително добро. Никој пат никого не навреди. Ја денеска сакав да збориме малку за моралот и етиката во изборната кампања, која е на катастрофално ниво од носители на високи државни функции, па дури ви донесов една докторска дизертација примена на етичките стандарди во изборниот процес во Република Македонија, од еден албанец кој не го познава, ама докторската дизертација е гениална. И таков пример ние можеби нема да најдеме, никад не навреди свој против кандидат и затоа народот го препозна тоа луѓе, позитивната кампања на реторот во собранието, на експертот во правниот факултет и надвор од правниот факултет, на борецот за човекови права, на борецот за слобода во демократијата, на експертот на Венецијанска комисија и на некои тела во Советот на Европа, на патениот, на мачениот македонски народ, ама ајде да не ставам народ као популист, туку граѓанин, као ситизен, го препозна и ги даде гласовите и сега во најголема мера се знае, тоа се гласови на политичката сила што ја поддржаа. И тоа ќе оди уште нагорно, ама треба да се засукат ракавите, ама гледам, ги засукале ракавите нашите пријатели соработници од ВМРО ДПМН и околу ВМРО ДПМН, растрчани се по општините. Таму е победата на Силјановска и на ВМРО ДПМН
И лично мислам тоа ќе биде успешно. Да се вратам на почетокот, Златев. Значи никакви уцени не палат сега. Очекизација не пани. Нова друга форма е бордингзација. Се некои меѓународни бординг. Уште друга нова појава е ветингзација. Какви се бре тоа изборни кампањи? Катастрофа. Али можеби најбезобразната е пастардизација од груби. Како него е срам да не нарече на скопилиња. Ке му биде вратено 100 струко, 1000 струко. Ама со гласовите на македонецот, на турчинот, на србинот, на влавот, на албанците од Влен и околу Влен и ќе доживеат таков пораз. Пазете, кај мене нема победник во албански кампус. Кај мене нема победник во македонски кампус. Кај мене има победник на парламентарни избори и победник на председателски избори. Јас одам на одмор. Чао и пријатно. Ивица, кој ќе победи на изборите сутри? ВМРО ДПМН Силјановска, Давкова. Добро, не ми давате вода. Па не ми давате вода. И Гордана, апсолутни победници. А ВМРО се движи во нагорна линија над она граница што кажавме овде. Пејс 2, пејс 4. Оди веќе нагоре, оди ВМРО ДПМН. И пратечи ќе бидат Знам на Максим, Влен и Левица. Сега, со или без Левица, поддржувач или ин владата, не знам, зелената маса тоа ќе го одлучи, ќе превагне културното или некултурното и воспитаното или невоспитаното однесување на Апасиев и неговата дружба и ќе имаме една стабилна влада, а ако има уцени, може да имаме и влада без албанци, ама влада која ќе падне за година и пол-две. Јас верувам во влада на коалиција симпатична, без ДУИ и СДСМ. И тука имам за тебе едно прашање. Ова што го покрена сотире нешто што јас подолго време го размислувам и го разговарам. И покрај тоа што нови избори, тој наратив нема шанси да стане нели реалност програмска по изборите. Но овој муабет за бордови меѓународни, овој муабет за ветинг, да им забрануваат на луѓе да се бават со политика, да се бават со јавна професија. Не бива таа работа, види. Ова е не да не бива оваа работа. Се ти кажа. Значи, види, тоталитарни системи, знаеш, пред некое време напишав една колумна токму околу тоа дека за жал и покрај тоа што бев дел од тој процес, лустрацијата во Македонија потврли. Зошто потврли? Не беше идеја да се казнуваат луѓе, не беше идеја луѓе да им се забрани занимавање со политика, беше идејата да се каже дека кога правиш злоупотреба на системот, еден ден тоа ќе излезе. Тоа да биде една, како да ја наречам, едукативна алатка и за граѓанството и за политиката. Не. Потврли. Зошто потврли? Го злоупотреби политика. Сега ќе ви кажам. Политиката го злоупотреби. Првенствено, затоа што се станува збор за еден еуфемизам, ветингот. Ветинг, да, и за мене е еуфемизам. Тоа е еуфемизам, но што стои позади ветинг? Може ли да признам нешто? Може ли да преведеме ветинг? Ја не знаеш што е ветинг, Златев. Чекај. Додека Османи не го употреби. Ајде да го преведеме на јазик што ти го разбираш. Еве на јазик што секој го разбира. Ајде, чистка. Ветинг е Чистка. Ветинг е кога Пиноче ги фрлаше политичките непријатели од хеликоптер. Тоа е малку порадикална. Ветинг е, значи, кога Сталин ги праќаше своите непријатели во гулази. Да. Ветинг е кога Хитлер ги праќаше своите политички непријатели, евреите и така натаму во концлагери. Златев е опасен. Значи, ветинг, тоа е ветинг. Ветинг е кога Грција ги протеруваше по граѓанската војна, не македончињата, лево ориентираните луѓе и грците, и малцинствата. Ветинг е Кенан Ебрен која зема власт и која правеше 80-тите тоа што правеше. Ветинг е која на црнците им беше забрането во Јужна Африка да ја водат својата земја. Ами во Америка сегрегацијата и палењето на сегрегацијата на југот, која заврши и која денес има еден тотално различен тренд. Тренд. Ветинг е кога во Отоманската империја
на християните им беше забрането да се бават со политика. Милет системот е класичен ветинг. Добре. Значи, ова е идеологијата на Бујар Османи, идеологијата на Стево Пендаровски, идеологијата на СДСМ. Тоа што они за овој процес на чистка на политичкиот непријател измислиле модерен збор, Фенси, да речем. фенси збор, Скопски, ајде. не значи дека суштината не е иста. Еве да ви објаснам што е ветинг. А ја може ли ви кажам нешто? Сакате ли Така ли се викаше комунизмот? Чистка. чистка? Ама чистките на Тито познати се. Ама и Не после Ранкович, имаше... не Джилас, Да, не и тоа Туджман. е исто. Сите, не Крсте Форма на Црвенковски. ветинг е Тито што Па сталинистите предходно на Лазар Горилов ги Колишевски. пратил, Ајде да ви кажам Не, нешто. и кога ќе тргне Ова тоа, емисија да не, направиме глави не летале историска. После, Ранкович, ама... Деца, да, ова ајде, емисија сакате да биде историска. Ајде. Ке воведеме нов израз. Повели. Clean sweep. Знаете ли што значи? Најмалиот син ми објаснуваше тотално да го сванам ова, а ова е наслов на еден филм. Чистка. Метла. Чистење. Гордана Силјановска Давкова тоа му го направи на Стево Пендаровски во првиот круг. ВМРО ДПМН тоа ќе му го направи на СДСМ коалицијата и ДУИ. Clean sweep. Чистење, ова sweep не се преведе. Не се преведе. Ама заедно тоа е метлата на Заев. Ама овој пат во позитива сватено. Запамтите го овој израз, ти си по дипломатијата, ќе го најдеш овој израз. Не бе го знам ти си изразот, идете од американски, да, американски и мора израз, да го да. знаеш ова. Ја не го знаев до пред 2-3 дена, додека најмалиот син Филипчо не ми го објасни, бидејќи он англискиот го збори равно на македонскиот, дури и боле. Еве сега ќе ви кажам во однос- Овој израз треба да го воведиме, а не ветингот, Еве поради тоа што Албанија го вовела, а е неуспешен. Еве сега според ЕУ. сега ќе ви кажам во однос на Зоран Заев кој го споменавте. Дел од фамилијата на Зоран Заев веќе се Аха. исели во Австрија. И пиши ми. И еве сега да му открием и на господинот Зоран Заев, кој може би не слуша, да му открием на неговите партиски другари од СДСМ. Зоран Заев веќе има купено имот во Дубај, каде што нема екстрадиција за Македонија, и по изборите Зоран Заев ќе се врати во Македонија да гласа или на тој ден. Ден, 2-3 подоцна Зоран Заев заминува во Дубај, од каде ќе води преговори за негово не апсење. Ти реков ли детево Зоран- за истражување е number one бодзе? Зоран Не, Заев, денеска имаме... Да. ова е Интересно, а? ексклузивно. Браво, Зоран браво. Заев бега во Дубај со целото свое семејство, со сопругата, со детето. Добро, другата керка му студира во странство, така што Ако остана сега таму. каде што е во Америка постигнал договор за да не го чачкаат, што правиме тоа морам да те прашам. Иначе тезата ти е многу исправна и многу близко до реалноста. Работава Од Трајче до Зора нема многу, само вицето стои меѓу нив. Вице Заев исто во оваа кампања во првиот круг, во првиот круг беше активен. По вториот круг Вице Заев најверојатно Го нема? А сакам да ви кажам во нешто. Ја Грција. Вице Заев 2017 го победив сред кавадарци, сред ваташа. Таа прича некој пат кога ќе сте расположени, пред микрофонот ќе ви ја раскажам. Но- Сите рекетари негови од Прилеп и Струмица со ваташани, ваташанки и кавадарчани ги победивме 2017. Реалната состојба во моментот е таква. Овде, затоа што кај нив ситуацијата е очигледна, зашто може, Да. како може, каде може, по падот на власта тие луѓе нема да останат во Македонија. Тоа се вика автоветинг, односно они сами си прават ветинг. Нема Запиши потреба го. да, значи, Памтам и пишува. нема потреба некој да им прави ветинг, они сами си идат од страв од тоа што го направи. Види, ако го задржиме тоа с латинизмите би било Да. self-vetting на англиски, а ова Self-vetting. би било автолустрација. Како да? Автолустрација. Али ми се допаѓа. Значи- Ја, може и добро, автоветинг. Ова. Значи, ова не е ивица трагедија. Сам себе убивал. така Ова да не се- е како оние лаги кои пропагандната машинерија на СДСМ ги кажуваше во 2017 година дека некој купувал плацови во Аргентина, дека ВМРО-вците ќе се селеле Не бе, во Аргентина, ај сега да си дека кажам. Ивица Боцевски им ги Да бе, купувал таму јас сум купувал плацовите. стан во Рио и сум гледал од дела за да дојде Груевски кажуваше у 3 емисии Кој тоа? Са Шордановски. Да. Види, Си од немојте плана, да ме ежите. Да. Ова не е Тој ме кошта. Да, ја му одговорив после еднаш кога една емисија која бевме заедно, реков, види, викам, ја провери, викам во Рио кој има станови.
И ми кажа дека вори има стан некој Сашо Ордановски, а за проби свети немам намера стана. Сакате да ви кажа? И Сашо Ордановски е најголемиот лажов на јавната медиумска и политичка. Не даваш, пријател ти е, За мене збореше дека зимам 5000 евра. За мојата сопруга дека зимала 3000 евра кога зимаше 22.000 денари и за мојот син дека зимал 4000 евра кога зимаше 48.000 денари. Тоа треш вординг, треш еден амерички израз за него. Да. Вординг. Треш се вика. И ништо повеќе, а него ќе го гониме, тоест органите ќе го гонат за рекет кај Боки што взимаше криминогени пари, прав избега и што ги зема парите од филмски, од филмски фонд. Зеде 160.000 евра не направи филм. Со Сашо ќе се расправам уште долго, дај Боже Господ да го поживее. Ама не ветинг не му правиме на Сашо. Не му правиме на Сашо, меѓутоа види. Ни треба. Злобата. Антипод сакате? Чекај, не, друго само да кажам. Злобата, која што на своја кожа ја осетив, дека знаеш сакаат да ти наштетат во животот, ке му ја памтам. Значи, сакате нешто да ви кажам? Не, сам да се докажам. Не сум сакал никош и нема никош да му наштетам. Ама ти никад на никој не си му вратил. Сега, пошто ме бцнавте во него. Затоа си толку долго бе Ивица во прича. Не, ама еве, види, значи, и ова која беше, еве, во ситуација, ја бе вице-премиер на влада која што имаше 63 пратеници. Само една партија, така. Влакно никому од сеп не му фалеше. Не само тоа беа напредени луѓе кои што беа активни во СДСМ. Ја тебе не можам да се замислам. Чекај сега да се вратиме. Човек кој сечи глава. Да се вратиме. Зоран Заев и Шевалј Муареми во ист период избегани во иста држава и двајцата имаат слични бизниси, едниот со кокаин, другиот со марихуана. Истражувачот пак доаѓа до израз. Не. Ова ќе биде една симптоматична состојба во македонското општество да имаме ние втор премиер поред во екзил. Никола Груевски е во официјален екзил, каде што има азил добиен од држава членка на Европската унија. Што е друго, а ово има бегство у земја каде што нема екстрадиција. Да, ама која вредност е европска? Тоа да го прави Европска унија, што го прави со Никола Груевски. Ја не сум против Никола Груевски. Која вредност е тоа? Од 12 звездици, кажете ми која звездица е тоа? Па добро, звездица да не можеш да оставиш некој човек да го убиет у затвор. Ја се обидувам да ја бранам Унгарија, не знам. Може би не сум право. Алудирав на друго. Може би и погрешно право. Алудирав на друго нешто што јас знам, а вие не знаете, ама ајде. Ајде да го оставиме Никола да не го закачкаме. Но, сакам да ви кажам дека Зоран Заев по овие избори нема да остане во Македонија, неговата оператива на терен ќе ја води носителот во изборна единица 4, господинот Венко Филипчи. Дебре на тоа падна Венко? Па ја пак ќе ти контрирам, па Венко па не е од маштар под Назаев, па ја ќе ти контрирам. Венко е само еден прекрасен хирург. Ама не, ако Венко во политиката е табула раза, не научи ништо. Венко секој пат ќе го споредувам со штекерот кој единствено Сотир Костов во студиото на Алфа го донесе, го покажа продолжниот кабел и рече еве го виновникот за тетово. Па им требаше година дена да помине на некои луѓе да кажуваат тоа што пред година дена го кажавме ние во Алфа. Генерација ми се не без разлика. Токму затоа. Без разлика. Што му треба овие работи? Една дама од високото политичко општество. Ова информација за Дубај одма да ви кажам, ја имаме од наши луѓе кои ја тебе ти верувам, не можеш да ми објасниш. Кои се бават со недвижнини, така, каде што им поминало тоа, низраз. Им поминало која фамилија купило, која фамилија најавила, од кога вселување и така натаму. Значи не зборуваме тука на памет, зборуваме со податоци кои ги имаме, а дали сме во право или може би грешиме, пошто ќе му се изминиме на Зоран Заев, 10, 15, 20 дена, еден месец е во прашање, знаете? Толку. Може би ќе трае подолго? Не. Да ви кажам. Мене Заев ми е должник што го смени името на Република Македонија. Зоран Заев го прави. Катат мора да ми го плати тоа. Зоран Заев го прави. Таа траума што ја доживеа. Го прави маневарот кој го направи доктор Пановски, овој од веледрогеријата, во 2006 година кога се пресели во по изборите од 2006 Турција? ВМРО ДПМН дојде на власт, не се пресели во Карлови Вари. Ти за овој избориш од ЛДП. Не од ЛДП, зборувам за
веледрогерија Доктор Пановски. Најголемата веледрогерија во државата на Ирина Пановски татко. 2006 година. Од која партија е? Од СДС, од која? Мислам не. Добро. Не, тој е ДЛДП докторот, тој е друг. Тој е уреден. Значи, он така беше укажал. А кој беше оној Димовски министр што купуваше Владо Димов, да. Што купуваше поклони на женските доктори на Владо Димов, да. Во Турција што беше? Да. Не, окей. Ама види, Венко е окей. Јас се согласувам со Боцевски. Ама нека се остане окей во медицината. Беше да, и водеше преговори со обвинителство, со политички фактори така натаму во 2006 година доктор Пановски да не оди во затвор. Истото сега го копира Зоран Заев. И дури се фалел пред луѓе дека тој модел се он ке го употребел, ако требало ке извадел и пари и така натаму за да стигне до тоа што го посакува. Добро. Види, ја само ти кажам околу Венко. Ај, сега откривам детали за себе, ама морам да ги открием. Ништо. Знаеш дека и ти сутри го знаеш, Липчо Пепитен знае. Малку ме нервира во Македонија тоа непотизмот, не само во Македонија, него генерално. Но и сега, кога ќе видиш такво презиме, дете на доктор на клиника, пак станал дете на доктор, ме одбива. Ама се докажа сега. Венко, го надраснав тоа, види, го надраснав тоа. Што е најинтересно, најблиските пријатели па ми се такви скоро сите. Ја и ти имаме Вујко Владика, ја од Кочани сум дошол, сам се пробивам, не во политиката, во ваша работа. Никој не ми помогнал, бе, дури фортификацијски препреки морав да надминувам. Ти сега си доктор. Ама едно да ти кажам. Ти менталната психоза на народот, политичка елексија. Браво. Во моментот види го најмало е види деци или држи. Ама само те насмеам, само ја измалтретирав моја Јована. И ден денес кога сака да ме зеза, тоа ми ја кажува, знам тато, ти си дете од работничка класа што само се пробива. Јас сум привилегирана ќерка на амбасадор. Мислам тоа и го зборам вистина. Ама и така мора така да се мора во животот. Една дама од високиот политички живот, твоја и моја пријателка, нема да го спомнам името, кога многу го напаѓав доктор Венко, ме замоли, Сотире, не знаеш каков прекрсен човек е и доктор. Да, нека остане тоа, а не во политиката да прави глупости. Мојот одговор беше. Ја денеска со респект зборувам за докторот Венко Андонов. Венко, како беше? Филипче. За Венко политичарот нула, ако стане председател на СДСМ, ќе се дораспадне СДСМ. Ево, јас ви тврдам, ќе се дораспадне. СДСМ, знаете ли што беше, бре, луѓе? СДСМ под овие избори, според мене, ќе остане, ќе биде председател таму и понатаму Димитар Ковачевски. Има знаци, да ти кажем, убаво читаш. Има знаци, човекот не дава оставка. Има знаци за тоа, убаво си го прочитал. Ама, да видиме, турците како велат, ама, да видиме, ќе се пробудат ли членовите на СДСМ? Подзаспани. Што ме врти со очи, бе? Ја мислам дека сега не сакам да зборам така, затоа што таму има многу луѓе што ги почитам, но таа партија е мртва некаде од 2006 година. Ја одржа во живот прво енергијата на Црвенковски. Ладата. Не, енергијата на Црвенковски не сме да подценуваме, кога се врати после председателскиот мандат. Највисоко ниво достигна. Меѓутоа се врати и виде и самиот дека готова е со него. Не ја бива. Ајде да бидам по-конкретен без љутење. Кога дојде Заев на чело на СДСМ, тоа беше крај за СДСМ. И предходно. И странската интервенција околу бомбите за да влеземе во НАТО, толку. Таа партија веќе не произведува никаква нова вредност. Гледам и самите дека и кадровски е најбитната работа. Што има ново што излезе од СДСМ сите овие години? Ништо. Каевски. Славјанка. Ај, молим. Пази, вика, ВМРО сакаше војна 2001, саки сега. Лудост. Луда е работа. Војна сакаше. Ајде, млада да и речем младост. Да. У моје време така се млада. Не, ајде сега да кажем. Не. Прифаќам се, извинувам. Историјата на војната е многу едноставна, значи кога албанското движење околу радикално реши да направи на Косово војна, имаше поддршка за тоа од меѓународната заедница, групата што немаше поддршка за тоа од Македонија одлучи да се отцепи и да прави овде војна. Многу малку не му посветивме време на Travare, човекот е клучна личност во изборите. Да удриме една пауза за реклами, после реклами Travare. И да затвараме. Да. И со Travare. Дукенот го затвараме? Како? Дукенот го затвараме? Па Велики Петов да видиме. Да. Треба некој јагне да купиме. Како вие ќе кажете, вие сте домаќини?
Сутре ти сакаш нешто да таравари, да кажеш, ајде, таравари ги изгуби изборите, се да бидеме. И така, и тоа е жртва. Се жртвуваше, ја сруши стратегијата на Али Ахмети и на Ковачевски. Нема единствен кандидат, а видовме со два кандидата, му фалеа 50.000 гласови на Османи да влезе во втор круг. Така да, тој се жртвуваше, тој изгуби најмногу, ама е победник, еве ќе кажам, морален победник, иако некој не признава морални победници, еве ќе кажам од кој аспект. Изгуби најмногу, му цепнаа партијата и се виде во Гостивар дека му е поделена партија. Изгуби најмногу, што трите останати партии не го прифатија најдобро и се гледа по гласовите. Да бидам искрен, очекував подеднакви гласови меѓу него и Османи, тоа не се оствари. Значи, ја не сум лицемер. Ако нешто не погодам, ја се го признавам. Тачка, сум утнал тука. Ама, гледајте сега. Влен ќе добие повеќе гласови од Таравари, бидејќи Таравари ја оствари битката. Сами се зезнаа Дуи и Али Ахмети што направи една збирштина во коалицијата, во која веќе има најавување дека турската партија напушта. Не, еве сега ќе ви кажам. Ајде. Ивица, вчера, дај да го прокоментираме тоа. Вчера Бујар Османи имаше легендарна изјава дека за влада требало Бадентер. Еј, ќути, трај. Нешто да што го цртам, нема. сакаш да ви цртам? Значи нешто што го нема. Но ова утро му врати Изет Меджити, онака радикално, ако може да ја прочитам неговата изјава, колеги. Ајде. Бујар Османи не треба да се грижи, бидејќи новата влада без Дуи ќе биде влада од две мнозинства. Стои во пораката на еден од лидерите на албанската опозиција Вреди, односно Влен, до Бујар Османи од Дуи. Вели вака Изет Меджити. Албанското мнозинство на овие избори го представува коалицијата Влен, а не мултиетничката коалиција Европски фронт. Затоа не манипулирајте со мислењето и уште поважно, не заканувајте се, бидејќи закани не се јазик на европски политичари. Ако Османи смета дека треба детално да го објаснува мајскиот договор, подготвен сум ова да го направам во секое време. За разлика од него, кој во тоа време имаше кариера како хирург, јас блокирав раскрсници, протестирав и се судрив со неговиот омилен политичар од ВМРО ДПМН Никола Груевски. Поразчува Изет Меджити. Идната реформска влада со целосен 4 годишен мандат ќе биде стабилна, со 70 пратеници, со мнозинство Бадентер, без Дуи и без левица и десница, порача Меджити. Повеќе од 70 ќе има, а дали ќе е без левица и десница, не е во позиција да диктира. Граѓаните кажат. Не се секире, сваќам. Знаеш на која десница мисли? Ајде на која? Мисли на овие радикалниве партии, не мисли на ВМРО ДПМН. Па тие и не може да конкурираат, кај ќе освојат тие? За ВМРО ли мисли без левица и десница? Според тебе? Ја мислам, прво тој не е во позиција да поставува вакви услови, може би му се оманало, бидејќи десница е ВМРО ДПМН. Народна партија. Не бе, грешка му е таа десница, не мисли на ВМРО ДПМН. Добро. Може би, значи се изјаснив за Таравари, може би требаше малку внимание да му посветиме и на Пендаровски, најголемиот неджентламен во политиката на Република Македонија, најголемиот лажов државник во историјата на Република Македонија, бидејќи изнесе сијасет лаги во неговите соочувања со почитуваната Гордана Силјановска-Давкова, таков суров напад врз незината личност, таков ад хоминен напад ја не сум видел и неговото празно столче кажуваше се, очигледно се уште не е вратен во нормала после нокаутот што го доживеа. Го викнале него умрата или него викнале? Вчера објаснија како него викнале, има сообщение од нив. Вчера се објаснија. И се на крајот на криштата гледаш дека едни ве прифатиле цела сите дебати, од вамо некои калкулирања. Малце нема, чувствувате Силјановска што рече? Ајде бе го чекам и на друга телевизија, нема проблем. И сега уште една работа сакам да кажам, гледам дека Сабајлева има твит. Да. Што? Неговата сопруга не е убава тоа. Што твитнала?
Дека било ниското од Цилјановска што реагирала на празното столче. Мислам дека не е место. Мислам, сега како да кажем, за кукавици. За господјата секоја чест, меѓутоа за Джеки Кенеди? Не, дојде ли работава бе врховниот командант жено да го брани. Сега како да кажем, за неј за секоја чест, за него секоја чест што не за избор. Добро сега, она фамилијата си ја брани. Не ми ја отвора устата, види, пак да ти зборувам за интимизација на изборна кампања. А не е во ред. И жена, и син. Во вториот круг, во кампањата продолжена сега, не се појави нигде без синот. Тоа е интимизација, луѓе. Че не знам дали малолетно дете. Не, нема врска од тој аспект. Ако на преден план го ставаш само семејството, ако работите ти ги врши сопругата во политиката, ти праќаш погрешна порака на избирачите. Европа е, ова не е Америка, значи во Европа и Македонија е Европа. Луѓе, во Македонија Трајковски тоа го реши со една прекрасна слика со джемпер, со сопругата и со децата и тоа. Не, ама не во моментов имаме во Македонија двајца политичари, на кои жените им се политички субјекти. Тоа се Димитар Апасиев и Стево Пендаровски. Знам на што алудираш. Значи сега види, сопругата на Димитар Апасиев е политички чинител во земјата. Се додека не се јави таа јавно, ја нема да коментирам, јас сум 10.000 пати поголем джентлмен од Пендаровски. Ама секој ден сопругата на Апасиев секој ден она коментира, полемизира. Па ја не сум на социјалните мрежи. Ја не сум на социјални, тоа не го знам. Ја го извадив, нели, тој прекар дека е Мира Милошевиќ. Но очигледно дека таа вели дека не е член на ти ми сигнализираш преку неј за да одам за да добијам конекција со Димитар Апасиев. Да оставете се сопругите. Ти не сваќаш. Кај е бед братата. Прифаќам дека не сваќам. Прифаќам. Значи она што јас сакав е ќе ти најдеме и број. Она што јас сакав е да порачаме да ги заштитиме и господјата Бети. И да оставете се жени. Добро, не оставете, она нас не остава, коментира секој ден, ме плюка таму, се ја да оставам. Се како ќе оставам? Ајде, па ти си джентлмен. Ја никад со неа, јас со муж и полемизирам. Она го брана под женска сукња се крие тој. Ајде да ти дам еден совет. Ајде да ти дам. Од кога сум на јавна сцена во државава, не ме симнале, ми ја пцуват саканата ми сопруга или животен сопатник, ми ги колнат децата, јас се фаќам само за едно место, нема да го кажам за кое место, и продолжувам натаму. Чекај, нешто се собеле никому не сум одговорил. Отидовме во НДК и полека. Никого не сум нападнал. Може и тоа ме јача, а не ме ослабува. Чекај, дали тоа, сега кога тргнавме со еуфемизми као ветинг, дали станува збор за меѓуножието? Не. За задникот. Не сум до толку безобразен за меѓуножието. За задникот. Значи, ова е моментот кој тоа е. Ова е едно суеверие откочани. Кога не сакаш да се оствари нешто лошо на семејството, направи го тој гест. Значи, никому ништо не одговорив. Никому ништо, си го тера, ја не сум политичар, ама јас сум околу политиката. Си го тера мојот пат, I'm on my way, и мислам дека мене не може ништо да ме скрши. You're on your way and you're one of a kind. Можем ли така да кажем? Thank you very much. You're so kind. Значи, сега ова не е добро за македонските гласачи, ама па нека знаа дека и знаеме и некој друг јазик, па сега. Да. Но време ја имав амбиции ко тебе, Боцевски. Ама се распрснаат 2000 година. И јас се замислував во Обединетите нации, и јас се замислував, да не кажувам што све, и како ја утнавме работава, бидна, готово. Еве го Фрчковски е сега во Њу Јорк, стан изнамен $14.500 и така натаму, а овде немаат луѓето, ајде да не кажем што, одат по контейнери. Ама скапе животот во Њујорк, мора да е близу човекот сега, тука да е. Да, ама има и нешто што се вика рационализација на дипломатијата. Не мора секој пат да се посебно амбасадорот, конзулот, прв секретар, втор, трет, генерален секретар, Боцевски малку подобро ја знае таа номенклатура. Има и резиденција да ги примаш сите, а може и нешто заеднички, и така натаму, и така натаму. Моите пријатели од Соединетите американски држави кои живеат во Њујорк велат дека не е реткост да се види господинот Фрчковски како со велосипед проаѓа низ Централ парк, така што
со штипки на панталоните. Во доле, да 83-та се година покрај мојата канцеларија во Младина тоа го правеше со штипката на неговите панталони, тоа не објаснува ова што јас сакам да ти го кажам или на македонските слушачи и гледачи. Дека човекот е сноп од највисок ранг, со пурите, со вискито и со седењето на скалите, не плаќајќи карта за джез фестивалот, и Белопета вика едина грешка ми е што го пуштав без карта. Тачка, енде се сум кажал. Добро. Од кај ни текна за Фрчковски. Ај се види сега, емисијава Да. до Нью Йорк Ако стигнавме Централ парк. Тргнавме од каде? Дечки, ајма Тргнавме од малку фанк. политичка астрологија. Боцевски, Златев, апсолутен победник на парламентарни избори ВМРО ДПМН. многу ја Чекај, откривме Америка. не. Знаеш што велат некој? Испод 50 ке било. Немој така, те мола. А може ли вака, ќе видиме на 8 мај кому му нашледи ретроградниот Меркур во овој период? Чекај, тоа е изборниот хороскоп. СДСМ дебакал Само беше доживува. ретрограден Чекај, Меркур. бе, имаме Да. проблем ни. Знаеш Ние ли- ги имаме да. пик за председател. Млади, овие не ме слушат Да. во Инаку, знаеш ли зашо прави, зашо ти си по физиката? Знаеш зашо ретроградни движења прават планетите? Затоа што нели земјата се врти околу сонцето, а делува дека околу нејзе се вртат планетите. И кога ќе пристигне, прави као чворче. Тоа чворчето е ретроградното. Чисто вака, да Чекај, кажеме дека 3 нешто друго април. знаеме, не само Еј, политика. И дечки, и да најавам, доаѓа времето на Лекс Супериор, на Јус Когенс, на Легалис, на Легитимус и така натаму. Предводник е Гордана Силјановска Ај извади ги, Давкова. Љупчо. Чекај. Да ви ги преведам? Не, чекај, Да имаме ги и нови, преведам? имаме и нови Ги знаете? меѓувреме. Меѓувреме во Вака Куманово. сега, имаме ние соочување на два знака кои што се еден до друг во системот. Ајде. Ќе се соочат Стево Пендановски во вториот круг кој е Овен Добро. и Гордана Силјановска Давкова кој е Бик. Изборен хороскоп. Идеме. Да, значи има судир на Бик и Овен. Јас повторно сум разочаран затоа што нема како се вика риба повторно. Но, Сакам да ви кажам нешто? Види, Не. интересно, ти повеќе се Не. одговараш хороскопски Не. со Деца. професорката, јас со Стео. Ништо не Како близнак. знаете. Нема Ајде да ви врска кажам зашто. Да, да, и компатибилност апсолутно. Компатибилности. Да, бе. Ова прв пат Компатибилност. слушам хороскопски знак на Силјановска. Мајка ми беше доминантна жена во нашето семејство, лепотица од Рихебен. беше? Бик. Ти што си у хороскоп? Рак. Ау, Еден ема чекор ти напред, плачко. два назад. Плачко. Плачко. Па на секој Плачко. сентиментален филм плачам. Затоа супругата е Рамбо. Сега види. Од друга Јарец. страна имаме Христијан Мицкошки кој е вага у хороскоп. Ој, ве математиката, браво, Да. одлично. Баш ми е Прилично драго. зафркнат. Прецизноста. Чекај да видиме. Ковачевски шо е у Немојте, у молам. хороскоп. Он е јануари. Човек кој за дама растури партија, да ви кажам, Јануари. со шаховски термин. Не пешак, чекај, него само партија се. жртвуваше. Ајде, може ли само пред хороскопов Шо? една работа да порачам, затоа што 24 јули. Добро, Ајде да видиме ајде шо да е. затвориме 24 јули ти е веќе лав. Значи, лавовите се најлоши политичари, да. Многу се Да, не знам кои се лавови. па нема познат политичар лав. Има. Кој? Хитлер? Ми текна, Не. чекај. Не. Не беше Трамп? Не, близнак е ко мене. Да. Добро. Вие играте остата. мајте, ја Не, Трамп не, го не, ценам. близнак Е, Трамп. како не е Вике близнак? бе? Не, дека е Бу, близнак. ако е бих уште па повеќе му верувам. Близнак е. Значи, ово е, како се вика, е лав, е Ковачевски, чекај Таравари. Чекај коалицијата да ја видим. Ај Максим Димитриевски. За е лавче, бе. Максим Димитриевски, 29 ноември. Ој, Шкорпија, тие се зафркнати. Ај. Не, тоа сум ја познак. А? Чекај, дали е Шкорпија да видиме? 29 ноември. Позови пријателја. Зодијак. 29 ноември. Ау, стрелец. Супер. Жена ми е стрелец. Во центарот на метата, Супер кој сте, да. погоди, знам и Максим Стрелец. Димитриевски. Арбен Таравари. Ова ќе му се допадне на Лавбил овој Чавез. Немојте со Значи- диктатори, немојте. Исто Овене и Таравари. Значи, ќе биде добра интересна комбинација. И Луѓе, морам нешто да ви кажам. Апасиев, чекај. Луѓе,
Да видиме. Комуницирав со Таравари, најдиректно, Пасиев у хороскоп. за интервјуата според Пруст. Прекрасен комуникатор. А не се познававме, пази. Значи, вака се, за завршување на емисијата дозволуваш на личен момент. Ајде. Само секунда пред личниот момент. Да, бе. Значи, Вирго, шо беше Ивица? Девица. Девица. Затоа партијата му се вика Левица. Да, бе. Види го. Значи, Види го младово. Димитар Пасиев. Ајде нешто да кажам што заборав денеска. Македонски народе, скопјани и македонци што ќе гледате, излезете на вториот круг председателски избори, излезете на првиот и последен круг на парламентарни избори во големо мнозинство, да покажеме дека Македонија е жива, да покажеме дека македонците се разбуди од зимскиот сон и да покажеме дека македонците, ама под македонци подразбирам турци, албанци, бошњаци, срби, власи и така натаму, и да покажеме дека одлуката ја носите вие и сте на пат да ги решавате проблемите што ни ги остави во голем број оваа ненародна власт. Само така ќе бидете инклузивен елемент во политичкиот и општествениот живот на Република Македонија. Ивица, личен момент. Да, личниот момент денеска ме пишува во колумна, еве, професорката Ванковска. Сам ќе си го читаш или ја да ти го прочитам? Не, нема потреба да јас го читам, веќе само не прочитав. сакам да ја порачам. Се, не го читај се. Чекај, да видам што. Ај, прочитај го, ајде. А? Сега јас сакам да ја кажам. Не, слободно Злате, прочитај го. Не треба да го Не, читам. ако, еве. Не бе, ние... Ајде, ти прочитај го, ја ќе после. Го вадите од контекст, Не, така. ако. .com.mk. Да, Чекај, Нова Македонија, така? да. Кај се колумните у Македонија се? Не. Не у колумни долу. Доле има колумни Да, кој... да. Абе, ја го читав синоќа, јас Не не бе, против. мислења и го имаат Звонимир Јанкуловски. после кликни на стрелкаш има. Надоле, да. Добро. Еве е Ванковска, еве ме назад. Добро. Иди надолу Значи- и почнува вака. Еден бивш амбасадор, најди го тоа и тере надолу. Сега ќе ти кажам, еден бивш амбасадор кој многу љуби еспресо, ама именување фотели, професор Кивица. Добро, осте. Глупости. Осте. Давајќи оцени за мојот настап, кажа нешто што е можеби точно. Сум била одличен професор, ама лош политичар. Ако лик на успешен политичар е да успева да скока од партија во партија, ова е мит, од лево на десно, од портпарол до амбасадор и назад во МНР или нешто слично, во што можам речи си да се обложам, тогаш и јас тоа навистина не сум. Замислете дури мојот политички ангажман како политес, како активен граѓанин, секогаш бев на левата страна на спектарот, никогаш од либерално до европско народни партии. Тогаш сум доследно тврдоглава и нефлексибилна, па не гледам каде дува ветерот и каде е најлесно да се има корист. И затоа за идеале гину будале, оние умните завршуваат на највисоки позиции, кога страдаат од амнезија на своето политичко минато и се представуваат како туку-што родени политичарки и политичари кои немаат ништо заедничко со минатото на партијата што ги носи на крилјата на победата. Ивица не е член на партија, професорки. You are very wrong. Али добро, не, сакам да кажам, останувам до тоа дека е одличен професор и интелектуалец, но е лош политичар. Браво. Останува до тоа, ова што го пишува, значи не сакам јавно да полемизирам со незе, не е во право. И доследен сум си јас до себе, затоа што бев доследен за себе, таа ме гледаше 7 години секој ден како влегував на работа од нејзиниот прозорец на нејзината куќа. И затоа што бев доследен до себе, од еден ден бев вице-премиер, вториот ден бев средношколски професор. Така. Мој избор беше тоа. И мој избор ќе биде пак, ако нешто не е во согласност со моите идеи и принципи, тврдоглав сум за некои работи. Дека сум професионален политичар, сум бил и сакам да бидам повторно, да. И дипломат, точно е тоа. И за тоа сум се спремал цел живот. Меѓутоа, тврдоглавоста има цена, професорке. Таа е цената. Останав блекст. Професорка Во од мене, позитива. од Да. мене
испратете ни адреса да ви го пратиме телевизор. Немој сега така. Немој, злате. Значи, За качулкоци, за качулкоци. Јас, не. Знаеш зашто сум за качулко? Немој. Еве сега јас едно емотивно обраќање да ја обрам на професорката Билјана Ванковска, без ни малку да ја навредам и повредам и така натаму. Професорка, знаете ли зашто ви изгубивте? Ви изгубивте затоа што во првиот круг, во вашите објави на социјалните мрежи, кој ви беа примерен извор на комуникации, повеќе го споменувавте Љупчо Златев од Стево Пендаровски, да речеме. Луѓето не ве препознаа како опозиција, затоа што најмногу ја напаѓавте Гордана Силјановска-Здавкова, потоа го напаѓавте Љупчо Златев, кој има намера во животот да стане милионер или милиардер, но никогаш нема намера да стане политичар. Значи, вие полемизиравте со мене. Трета работа, професорке, зошто изгубивте вие? Вие изгубивте затоа што не сте добар професор. Добар професор. Тука objection. Добар професор, се извинувам, добар професор кој е правник, кој е политиколог, ќе сватеше дека палестинското прашање не е главниот интерес на македонскиот народ. И немаше палестинското прашање да биде главната тема во овие избори. Јас немам ништо против вашиот став за палестинското прашање. Дотолку повеќе што јас, големиот поддржувач на Израел, јавно го критикувам за овие последни дејствија. Но вие тоа го направивте да биде ваша централна тема. Тоа значи дека вие сте лош професор. Затоа што не може да биде добар политиколог оној кој не може да ја препознае најважната тема за неговиот народ. А тоа е криминалот, корупцијата, бугарскиот договор и апартхеидот кој некои политички партии сакаат да го инсталираат во Македонија. Трета работа, почитувана професорке, вас никој овде не ве мрази. Вие сами направивте непријатели, односно си креиравте архетип на непријатели. Ние кои го видовме тој ваш смешен обид, немавме друг избор освен да ве зафркаваме. И токму затоа ние успеавме вас да ве победиме со шега. Додека вие имавте злобни намери и додека вие сакавте да создадете дека некој во медиумите вас ве мрази. И покрај се што напишавте, и покрај се што кажавте за нас, ние ви испративме покана да дојдете во ова студио, кој за вас било импровизирано. Извинете, немам пари за подобро студио. Немаме, ние работиме партизански, едва и за плати вадиме. Но доколку дојдевте во нашето студио, имавте овде најдостоинствен пристап од наша страна. Вака ви остана само телевизорот. Почитувани слушатели, останете со 98,1. Се гледаме во понеделник.